Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Автомобилите секогаш се поврзани со емоциите. Тие се водилка не само за дизајнерите, туку и за сите оние кои ги користат и кои ги обожуваат. Денеска ќе имаме многу емоции на едно место, посебно мои. Но пред да ве запознаеме со новата Фронтера, ве поканувам да ги видите нашите содржини кои одат пред тестот. Новиот Dacia Duster го доби европското признание AutoBest, автомобил што нуди најмногу за вложеното во Европа за 2025 година. Со вкупно 16.292 поени, третата генерација Duster дојде на првото место во тесна конкуренција. Годинава 4 од 5 финалисти се носеа рамо до рамо на бодовното салдо на 31 членото жири AutoBest. Сите финалисти оваа година се покажаа како извонредни производи со голема привлечност и импресивна компетентност. Сепак, по втор пат во 22 годишната историја на најголемото европско жири, Dacia Duster ја понесе титулата најисплатлив автомобил во Европа за 2025 година пред финалистите Renault Symbioz, Opel Frontera, Citroen C3 и MG3 Hybrid Plus. Рено е доволно храбар да го воскресне R5 Turbo во електрично издание со повеќе од 500 конски сили. Со дизајн инспириран од оригиналниот Renault 5 Turbo од 80-тите години, Рено ја представи сериската верзија на концептот R5 Turbo 3E, кој ќе биде современ наследник на класичните R5 Turbo 1 и 2 и Clio V6. Ретрофутуристичкиот стил на дизајнот не го оддалечи новиот модел од својот предок. Задржани се препознатливите контури на оригиналното, а додадени се големите тркала со ултрашироки гуми. И покрај сличноста, R5 Turbo 3E не е механички поврзан со стандардниот Renault 5. Тој има карбонска монокок шасија за која се вели дека е лесна и исклучително цврста. Француската джебна ракета е придвижувана од два електромотори поставени на задните тркала. Со моќност од 507 конски сили, R5 Turbo 3E е најмоќниот сериски модел на Renault, кој ветува за брзување до 100 за помалку од 3,5 секунди. Рено не објави детали за достапноста и цената на серискиот модел, но очекува да пристигне во 2026 година. Судејќи според природата на изработката, најверојатно ќе се нуди во ограничен број и повисока цена. Дојде крајот на фабриката на Ауди во Белгија, откако се исцрпија сите опции за спас и не се успеа да се најде купувач за неа. Ауди ќе ја затвори.
Лошите вести, кои со месеци висеа над судбините на 3000 работници, ги соопшти портпаролот на компанијата, кој кажа дека последниот ден од февруари ќе биде и последен кога од монтажните ленти ќе излегуваат автомобили, пошто машините ќе бидат конзервирани. Велејќи дека друга алтернатива нема, тој посочи дека болната одлука била одложувана доста време со надеж дека нешто добро ќе се случи. Последните погледи беа насочени кон кинескиот НИО, за кој се знае дека има во план отворање производствени погони во Европа, но тоа беше брзо демантирано. Тогаш се појави и веста дека за судбината на фабриката било разговарано со дури 26 потенцијални инвеститори, но безуспешно, зашто, како главна причина, се наведуваат недостатокот на програми за згрижување на работниците и одржливи планови за иднината. Се бараше и начин за нејзина алтернативна употреба во рамките на Volkswagen групата, наместо за производство на возила, но и тоа не вроди со плод. Оваа фабрика, чии корени датираат 75 години наназад, има плодна историја. Од незините погони излегуваа најпопуларните модели на Volkswagen, како што се Polo, Golf и Passat, некогаш и по 200.000 возила годишно. Сега е место на раѓање на електричниот Audi Q8 e-tron, чија нова генерација се очекува да се произведува во Мексико. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. За жал, лошите вести од индустријата не престануваат да доаѓаат, овој пат од светот на моторциклите. Со паѓањето во криза на австрискиот КТМ, тој е принуден да се откаже од италијанската легендарна марка МВ Агуста. Со ова, компанијата од Варезе паѓа во немилост и во прашање доаѓа нејзиното преживување. Следуваат деталите.
падна првата жртва од кризата која го нападна КТМ. Австриците се откажуваат од МВ Агуста. Тие веројатно ќе бараат купувач за италијанскиот производител на мотоцикли, чиј управувачки пакет од 50,1% од акциите го презедоа во март годинава. За ова веќе се известени синдикатите во фабриката во Варезе, на кои одлуката им беше фрлена како врел костен. Од причина што во иднина МВ Агуста повторно ќе биде потполна сама и сите одлуки во врска со развојот и производството на своите мотоцикли ќе мора самостојно да ги донесува без да смета на поддршка од КТМ. Тоа сигурно нема да биде лесно, бидејќи се укинуваат техничката и финансиската помош, а инвестициите се стопираат. Дополнителен проблем представува и враќањето во италијански раце на целокупното работење, кое веќе беше централизирано, како што се набавката на компоненти, продажбата и маркетингот. Јасно е дека за МВ Агуста ќе следат драматични времиња кои може и да не ги преживее, бидејќи компанијата тешко дека може да се снајде сама. Заради потребата од склучување нови договори со добавувачите, производството ќе мора целосно да запре, а опасноста да не може повторно да биде рестартирано е реална. Помош тешко може да се очекува и од рускиот нафтен магнат Тимур Сарданов, кој е сопственик на преостанатите 49,9% акции, кој во МВ Агуста досега има инвестирано околу 200 милиони евра. Во фабриката во Варезе, во која се произведуваат само пар илјади моторцикли годишно, работат околу 200 луѓе. Urban Cruiser не беше многу успешен модел на Toyota. Сега повторно се враќа на сцената, но како потполно електричен модел. Дали е тоа вистинска Toyota или е само ребрендиран модел? Од друга страна, марката на Citroen со премиум амбиции се подготвува да направи нова револуција, воскреснувајќи ги емоциите што ги предизвика со моделите DS, CX и XM. Што се крие зад DS број 8? Како новогодишен подарок, Toyota ја изненади европската јавност и го лансираше електричниот кросовер Urban Cruiser. Вести за појавувањето на ваков модел всушност имаше и порано, веднаш по представувањето на Suzuki и Vitara, но тогаш некако остана надвор од видокругот на јавноста. Сега веќе се станува јасно, бидејќи Urban Cruiser не е ништо друго освен ребрендирана верзија за извоз на компактниот кросовер на Suzuki, кој ќе се произведува во Индија. Овој модел, кој далеко одстапува од дизајнот на новите електрични возила на јапонската марка, ќе биде достапен со два пакета батерии од 49 или 61 киловат-часа и погон на предните или сите тркала. Во првиот случај електромоторот располага со 144 коњски сили, кај посилната верзија тој има 174, додека кај изведбата со погон на сите тркала е за 10 коњски сили помоќен. Податоци за автономијата нема. Од Toyota истакнуваат дека каросеријата нема попречни носечи во подницата, што остава повеќе простор за батериите, заради што тие мораат да бидат и со литиум железофосфатна технологија. Должината од 4,3 и меѓуоскиното растојание од 2,7 метри заедно со задната клупа која се поместува овозможуваат пространа внатрешност и поголема флексибилност. За теренски возења карактеристиките се засилени со електронски систем за спуштање по надолница, режим за возење по снег и контрола на пролизгувањето на погонските тркала. Недостатокот на детални спецификации е забележлив заради што ќе мора да се стрпиме уште малку до салонот на автомобилите во Брисел кој се одржува во јануари, каде ќе биде официјалната премиера.
Сите оние помладите добро знаат кои беа Citroen DS, CX и сличните авангардни модели на француската марка која својот имидж го изгради токму на нив. Затоа и сега со право го поставуваме прашањето дали со новиот број 8 ќе се врати на своите исконски корени. Одговорот лежи скриен длабоко во технологиите на моделот кој дизајнерски е токму таков како што треба да биде, чуден на граница на прифатливост. По дефиницијата на французите е кросовер купе за сите други лимузини во лифтбек издание со визуелно нагласени стилски детали. Димензиите се на ниво на премиум лимузините од горната средна класа, а дизајнот на интериерот е футуристички инспириран. Втемелен на 400 волтни електрична архитектура, DS број 8 ќе се нуди во 3 верзии. Основната има 230 конски сили и батерии доволни за 572 км пат. Верзијата Long Range има малку посилен мотор и поголеми батерии кои овозможуваат автономија од дури 750 км. Топ моделот пак може да се пофали со два електромотора со 350 коњи кои ќе го забрзаат до 100 км на час за 5,4 секунди. Заради турбуленциите на пазарот можно е во иднина да се појават и хибридни верзии. Сериското производство планирано да се одвива во Италија, ќе започне за некој месец, а во продажба ќе се најде налето. Засега е позната цената само на средниот модел, околу 65.000 евра. Со воведувањето на приклучните хибриди, суперавтомобилите ја кренаа границата на моќноста. Сега на сцена стапи најсилниот Астон Мартин, кој се квакаше цели 5 години. Дами и господа, запознајте се со Валхала од 1079 коњи, кои ја забрзуваа до стотка за 2,5 секунди и достигнува максимални 350 км на час. Valhalla is engineering done differently. A supercar skeleton forged by the fusion of our F1 performance team and road car engineers. This is a link like never before. Астон Мартин конечно ја представи сериската верзија на суперавтомобилот од специјалната серија Valhalla. Развојот на овој плагин хибриден модел започна уште во 2019-та под кодната ознака AMRB003, додека концептот наречен со сегашното име беше представен 2 години подоцна. Оттогаш прототипите беа подложени на интензивни тестови за сега, кога раководството на марката се увери дека се е во ред да се најави дека Valhalla е подготвен за пазарното лансирање. Овој автомобил со монструозен изглед го задвижува плагин хибриден погонски систем сочинет од 4-литарски твин турбо V8 мотор и 3 електромотора. Заеднички тие испорачуваат 1079 конски сили и 1100 ньютон метри вртежен момент. Своите коњи моторот со внатрешно согорување ги испраќа на задната оска преку 8-степен менувач со двојна спојка, во чие куќиште се наоѓа еден електромотор. Тој има функција на стартер и генератор кој ги полни батериите, додека останатите два електромотора ги задвижуваат предните тркала. Автономијата изнесува е 2,14 км, иако автомобилот во електричен режим може да постигне 140 км на час. Но затоа, кога сите коњи ќе се растрчаат, ќе го дотераат до максималните 350, од кои првите 100 ќе ги постигне за 2,5 секунди. Дизајнот е подреден на аеродинамиката која при 240 км на час генерира сила на потисок од 600 кг. Внатрешноста со луксуз е вообичаена за едно возило со амблемот на Астон Мартин. Таа е асиметрична и седиштето на возачот е поместено малку поназад од она на совозачот. Производството ќе започне во вториот квартал на 2025 година, а ќе бидат направени 999 примероци. Цената ќе стартува од 850.000 фунти.
автомобилската индустрија и моделите кои се произведуваат во голема мерка се врзани со емоциите. А денеска имам прилично големи лични емоции за представување на денешниот тест. Ја имаме новата Фронтера, но ќе ве вратам во 1998 година, кога ја возев првата генерација на Фронтера во незиното редизајнирано издание, кое беше голем теренец со големи теренски способности. Денеска Фронтера е многу помала. Таа има и многу послаби мотори, не е теренски ориентирана, но ја наследува приказката на првата Фронтера. Да, емоциите се многу битни. Како што ви реков, поминаа цели 26 години кога прв пат ја возев Фронтера. Сега ја возам модерната, но таа ниту дизајнерски, ниту наменски нема врска со првата генерација, но сепак го носи големото име. Затоа Opel ја користи платформата, средната платформа на Stellantis за да постави едно овакво монументално здание. Таа е едноставна. Напред го имате визор, препознатливиот дизајнерски јазик на Opel за надворешноста, но сепак направени се некои измени, особено на браникот, да потсетуваат на незината кросоверска ориентација. Кросоверската ориентација на Фронтера е очигледна. Таа е сега далеку под 5 метри долга. Незината каросерија бележи 4,4 метри должина, но со вешти зафати таа е направена да делува многу теренски. Така и задниот дел, кој повторно го задржува потписот на Opel, но сите контури се многу поокомити. Фронтера во своето ново издание има две верзии со 5 и 7 седишта. Поставеноста на меѓускиното растојание поголемо од 2,6 метри и оваа контура на висина треба да има доста простор во внатрешноста. Таа на задната клупа, како што гледате, има одличен простор и може комотно на пократки релации да прифати 5 патници, но четворица и на подолги релации би уживале во внатрешноста. Да, требаше да се направат доста компромиси, да се прифатат многу решенија, но сепак да се вклопат во оној препознатлив опеловски стил. Затоа Opel употребува 2 10-инчни монитори кои се споени и многу функционални. Овие исти решенија може да се видат во повеќе модели на групацијата Stellantis, но сепак Opel успеа да направи една убава монументалност на внатрешноста, каде доминираат модерните монитори, но сепак облините и внатре целата поставеност дава една персоналност која е типична за дизајнот од Руселски. Оно што ми се допаѓа што се задржани доста физички прекинувачи, како што е за клима уредот и за некои останати функции, но функционалноста на централниот дисплеј е исто така добра, бидејќи менито е јасно. Што се однесува до седењето, секоја Фронтера има AGR седишта. Тоа значи дека се оптимално приспособени да пружат максимално удобство, но и поддршка на телата на возачот и на сопатникот. А што се однесува до воланот, тој е поставен токму онаму каде што треба и тој ги содржи оние функции кои се најнеопходни за возењето. Во својата моторизација новата Фронтера има два избори. Тоа е електричниот погон кој го има со две изведби на батерии и оние што се поинтересни за нашиот пазар, тоа се со мотори со согорување кои се поддржани од благ хибрид. Тие се со силина од 100 и 136 коњски сили.
Јас сум задуправувачот на изведбата која е со 136 коњски сили, која ќе биде интересна за македонскиот пазар. Таа пред се е рационална верзија која овозможува нешто повеќе од она што се прикажува на декларацијата. Во услови на градско возење фронтерата е како риба во вода. Моторот на фронтера е впарен со 6-степен автоматски менувач, кој во градски услови на возење секогаш ги одржува ниските вртежи, па така не продираат силни звуци во кабината, а движењето е линеарно. Високата седечка позиција ви овозможува одлична прегледност дури и во градски услови на се она што се случува околу вас. Бројните асистенти на возачот секогаш го скенираат просторот околу каросеријата, па така имате поддршка од нив во сите услови на возење, особено во градски услови, каде што вниманието на возачот треба да биде многу поголемо поради оптеретеноста на сообраќајот, но и поради останатите учесници во сообраќајот. Она што ми се допаѓа кај фронтера во градско возење е што е култивирана и тивка. По вокација Македонија е планинска земја, па многу луѓе се прашуваат дали овој мотор ќе биде адекватен за користење и во нашите услови. Мајорка е остров во Средоземјието, но неговата конфигурација е исполнета и со планински рути, каде што сега ќе ја искушиме нашата фронтера. Сепак, пред да стигнеме во планините, ја возиме фронтера на автопат. Таа многу добро крстари по автопатот. Со брзина од 120 км на час, колку што е дозволена, можете и самите да забележите дека звучната изолација е на високо ниво. Но она што е поважно, моторот не се гуши. Тој многу добро го одржува темпото. Може би нема експлозивни меѓузабрзувања, но сепак за едно култивирано возење и употреба во нормални услови и нормални очекувања од еден автомобил, фронтерата пружа убаво задоволство. Тука морам да го истакнам и однесувањето на подпирањето, кое е германски скроено. Да, подпирањето е малку потврдо, типично германско, но во ниту еден момент не е компрометирана удобноста во возењето. Тоа се чувствува посебно, бидејќи сите оние микровибрации кои се типични за возење на автопат се анулирани. И стигнавме на Брдска делница, а тука веднаш се чувствува дека со малку подинамично притискање на педалата за забрзување, моторот се буди, но тој произведува еден многу поинаков звук. Звук како да ги терате клиповите да излезат од цилиндрите. Не помага ниту 48 волтната поддршка, но она што е за пофалба во фронтерата е што има високо тежиште, но сосема добро и стоички се држи низ свиоците. Ке мора да се помирите доколку сакате подинамично да ја возите со продорниот звук на моторот и нешто поголемата потрошувачка. Мислам дека и во македонски услови на возење, посебно на делници како што се Блетвар и Стража, нема да почувствувате поголеми проблеми да ги надминете.
Патот е полн со свиоци и доста е забавен за возење. Можеби ќе беше позабавно да не беше толку оптеретен и да има посилен мотор, но ќе повторам, Фронтерата со своите 136 конски сили пружа сосема солидни перформанси на кои нема да почувствувате поголеми предизвици за да ги поминете своите линии на движење. Калибрирањето на подпирањето е сосема солидно и нема потреба од многу интервенции од електрониката. Минус на овој пат се покажа во внатрешноста, а тоа е малку попродорниот звук на трицилиндерскиот мотор, но ќе напоменам дека тоа не е ништо страшно. На крајот на возењето се сумира и потрошувачката. Јас поминав некаде околу 200 километри со ова издание на Фронтера и мојата просечна потрошувачка е 7,9 литри, што е солидно. Фронтера е направена за култивирано возење, а се надевам дека во градски услови, кога ќе имам повеќе можност да ја возам, ќе покаже и пониска потрошувачка. Овој звук што го слушате е доста продорен и можеби и не е допадлив. На овие делници со свиоци, но и кога ќе се сублимира однесувањето на Фронтера на автопат и во градска средина, можам да кажам со мирна совест дека ова сепак е кул возило. Не само поради изгледот, туку и поради решенијата кои се понудени и рационалноста на самиот модел. Во Македонија, како што кажав, врз основа на моите пресметки направени од германските цени, Фронтера би требало во ова издание да чини околу 26.500 евра. Доколку биде таа цена, Фронтерата ќе влезе во предвид на многу купувачи, особено на оние со семејни потреби, бидејќи нуди голем внатрешен простор и удобност, како и голем багажник. И тука доаѓа полека крајот на возењето на Фронтера. За оваа дистанца што ја извозев повеќе од 200 километри на разни патишта низ Мајорка, од планински до градски рути, се покажа дека Фронтера е повеќе од рационален автомобил. Да, тој ја дели основата со многу модели од групацијата Stellantis, кои исто така ги имам возено, но морам да кажам дека Opel ја задржа германската школа на подесување, на подпирањето. Па така, Фронтера, иако има мал мотор, таа има големо срце и може да пружи колку толку возбуда во возењето. Фронтера покажува дека е достоен наследник на едно големо име и достоен модел за големината на името на Opel. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.